Спирит е единствениот избор за Скопје. Децата се забавуваат, учат, но најважно од се, добиваат одлично воспитување. Едноставно во Спирит се грижат децата да растат во атмосфера полна со љубов, со многу внимание и да градат вистински вредности. Значи да не бидат само безбедни и згрижани, туку да градат здрав дух. И мислам дека тука целосно си го заслужуваат и си го оправдуваат името Спирит. Нема поголема радост за еден родител од тоа да си го гледа детето како му заминува и се враќа од градинка со насмевка и среќно. Секогаш кога одев да ја земам Агнес од градинка, кога ќе дојдев до вратата, ќе задзвонев и внатре ечеше музика, сите играа, учителки, деца, журка. Јас сум Калина. Мојот сега 6 годишен син Боран ја помина последната година од својата предшколска возраст во Спирит. Боран помина дел неколку години во друга градинка, така што имавме можности да споредиме. Од аспект на атмосферата, ако треба да ја опишам во неколку зборови, би рекла навистина многу љубов, но и неопходна дисциплина и се тоа заедно одлично функционира. Здраво, јас сум Фани, мајка му на Ијан. Ијан има 4 години, а од 2 оди во Спирит. Таму учи и другарува. Спирит е најдобрата градинка во Скопје и пошироко. Зашто е тоа така, јас ќе ви кажам 2 причини. Првата е што во Спирит кога ќе влезете, никој не се обидува да ве освои вас, туку сите се фокусирани на детето. Значи никој не се обидува да презентира најдобра програма, туку со своето внимание и љубов што му го даваат на детето, го освојуваат од прва. Втората причина е што Спирит негува вистински вредности. Во Спирит најголема вредност е другарството, несебичноста, љубовта, помагањето, разбирањето и толеранцијата кон различните деца. Таквите вредности често во последно време остануваат некаде заборавени во трка со амбициите на родителите. И ќе кажа, ајде Агнес, одиме дома, одговорот секогаш беше, па добро, зошто секогаш ме зимаш толку рано? Сите членови на тимот во Спирит се комплетно посветени на децата и мислам дека целосно влюбени во својата работа и навистина тоа ја прави атмосферата автентична и спонтана. И мислам дека децата тоа го осеќаат. Во нашиот случај имавме дете кое секој утро трча да стигне во градинка, што за нас како родители беше навистина убаво да се види. Од се срце ја препорачувам Спирит за тоа што е инклузивна градинка, со деца од различни заедници, со деца со различни потреби, каде поголемите се грижат за помалите. Од аспект на едукацијата, во случајот на Боран имаше потреба од дополнителна работа на неговиот говор. Значи, покрај она што беше редовна работа, редовна програма која треба да ја совлада за својата возраст, имаше потреба и беше организирана дополнителна работа со интензивна работа со логопед. Меѓутоа, тоа беше така добро вклопено во денот на Боран и во неговите активности, што навистина не гледавме дека тој чувствува замор или дека е нерасположен заради тоа или фрустриран, што навистина направи тој брзо да напредува. Еве денес имаме дете кое што е комплетно подготвено за сите следни предизвици во своето образование. Ден денес кога ќе забележиме некоја убава карактеристика кај неа, колку е самостојна или колку ни помага и колку е вредна, секогаш одговорот е па тоа е Спирит, тоа е влијанието на Спирит. Од аспект на активности, децата имаат многу активности и во градинка, и надвор од неа. Речиси секоја недела беа некаде на посета и тоа беше навистина освежување да се види дека некој го организира и практикува. Би сакал, желба ми е Агнес да добие и во понатамошниот развој од животот да добие слично образование и внимание како што добиваше во градинката Спирит.